Добро утро, следите утринската програма на Телно. Утрово да си кажеме за нашето светско преубаво Маврово, за скијачкиот центар таму кој во втората половина на минатиот век беше рамо до рамо со скијачките центри во Италија и Австрија, далеку пред оние во регионот во Бугарија и Србија. Еден од најзаслужните за тоа е креаторот и градител Заре Лазаревски, чие име скијачкиот центар во Маврово до неодамна го носеше. Утрово гости на оваа тема се Јасмина Миронски, новинар, во оваа ситуација автор на монографијата за Заре Лазаревски, односно еден од авторите на монографијата, и професорката Јованка Лазаревска-Станчевска, која е ќерка на Заре Лазаревски. Почитувани дајми, добро утро, добро дојавте во студиото на Телно. Добро утро. Непосреден повод за вашето гостување е монографијата Заре Лазаревски, која ќе биде промовирана за неколку дена, задутре. Да. Да ви дадам збор. Како што спомна колега, монографијата ќе биде промовирана во четврток, во 20 часот, во ресторанот Воденица, може би малку необично место за промоција на книги, но знаете како ние одбравме фамилијата, семејството Лазаревски, сметаше дека тоа соодветствува со она што бил Заре меѓу другото, не само голем интелектуалец, туку и обичен човек, кој сакал друштво, кој сакал дружење, па ете така, промоцијата ќе биде таму. Оваа монографија навистина се работеше на еден специфичен начин, ако можам да речам. Зошто? Затоа што знаете, Заре Лазаревски го сакаа сите во Маврово и регионот. Таму беше познат, самите спомнавте дека тоа е градител на ски центарот и човек кој навистина остави една трајна трага, траен белег во Маврово и, како што реков, во целиот тој регион. И за него мавровчани секогаш субаво зборуваат и семејството одамна планирало да направи нешто за него, нели, монографија, книга, нешто што ќе остане како вечен спомен за се што направил тој за државава, односно за регионот. Прво, за него има пишувано, односно за скијачкиот центар, одредени материјали собирано и пишувано, Зоге Груевски, негов роднина исто така. Потоа, свекорот на Јованка, Бранко Станчевски, што е нели еден од авторите на монографијата, инаку наш колега работел во Трудбеник. И монографија, значи собирани се материјали 20 и повеќе години нанасет. Сега дојде ред или ден и мене ми падна таа чест, навистина огромно задоволство, да сублимирам, додадам, изменам, нели направиш еден рерайтинг на се она што било собирано и правено за него. И конечно оваа монографија по толку многу време да излезе, да види виделино што велиме ние. И мислам дека навистина заслужува од се она што јас за Заре сум знаела, сум слушала од многу страни, нели. Не сум го за жал познавала лично, но од се она што прочитав, од собран материјал или нешто јас што дособирав и така натаму, навистина човекот заслужува и многу ми е драго што конечно ете оваа монографија ќе може официјално да се промовира во четврток во 20 часа. Јованка, вие сте ќерка на Заре Лазаревски. Еве, на Јасминка е особена чест и представува да видат еден од авторите на монографијата. Вие како ќерка веројатно емоциите се уште посилни, особено што промоцијата на монографијата ќе се случи на 100 годишнината од раѓањето на вашиот татко. Да, навистина ми е драго, некако успеавме по еден период од 20 на години по доволно собрани материјали да ја финализираме оваа монографија и да го и некако спонтано излезе да монографијата биде презентирана и промовирана на 100 годишнината од неговото раѓање. И навистина ми е драго што ете во овој момент успеавме да го финализираме проектот и да покажеме всушност за човекот кој што го создаде Маврово. Значи, од идеја до реализација, значи успеа својата визија да ја реализира и да остави трајна вредност, како што рече Јасминка, нешто што и ден денеска ние го користиме. Тргна многу добро, значи беше во времето кога е почнат да се гради овој скијачки центар, официјално е отворен во 1965 година,
18 ноември 1965 година ослободувањето на Гостивар, и во еден период од 25 години успела да создаде едно такво големо дело, еден огромен комплекс кој што навистина брои многу. Не е само ние денеска ги гледаме, да речеме, ние денеска ги гледаме жичарите, ски лифтите, хотелите, тоа е се останато од негово време. Меѓутоа, не се само жичарите и ски лифтите, се она што следи, се она што овозможува всушност да функционира тој скијачки комплекс, целата инфраструктура, патиштата, електрификацијата, да не заборавиме дека Маврово во тој период после Втората светска војна е запустен крај, раселени се луѓето. Понатаму немало телефонија. Сите оние, да речеме, води, реки и така натаму, за да може да функционираат скијачките стази, сето тоа е канализирано. Патиштата, како што реков, пристапните патишта се изградени, така што осмислил еден комплекс во целост за да може да функционира. Да, заслугата е дотолку поголема со оглед на фактот што станува збор за еден поинаков систем, социјалистичко управување, време кога немало телефони, немало механизација како денешната. Прочитав и јас во монографијата дека Заре Лазаревски оди да се школува во Белград, се враќа назад во родниот крај по Втората светска војна, во кој Маврово е запустено од балистичките банди, и потоа само благодарение на таа љубов кон родниот крај и својот ентузијазам за ложбите и влијанието кое го има во општеството го истуркува целиот проект на Мускули на некој начин. Во тоа време Маврово почнува да се гради во 58-59 со одлука на тогашниот смучарски савез Славија. И по лична заложба на Лазаревски тргнува приказната. Заре Лазаревски остава скијачки центар со 2 жичарници и 9 ски лифта со разработени патеки долги 5 километри. И тука застанува се. Ние по нашиот традиционален, добар, за жал, таков македонски обичај, доброто го или го упропастуваме или го забораваме на тоа ниво на кое е донесено некаде. Па знаете, мислам дека меѓу другото не само што забораваме, го упропастуваме, го запустуваме, туку едноставно не знаеме ни да ги цениме луѓето што се вградиле во некое животно дело како што е ова што го направил Заре Лазаревски со скијачкиот центар и со Маврово. Значи, едноставно ги забораваме. Не се зборува за ниве, вака ако семејството не се ангажира да направи нешто, многу ретко државата или општините, каде што тој навистина работел со ентузијазам, со желба, видите, луѓето тогаш не работеа за финансиски средства, за хонорари и слично, работеа со желба да се направи нешто убаво, да се остави како една трага и за луѓето сите заедно да можат да живеат поубаво, попристојно, посреќно. Сега во тој контекст, многу сакам да се навратам малку, можеби има интересен еден момент од биографијата. Онаш кога рековте дека Заре доаѓа од Белград назад во родниот крај, он заминува таму на школување, бидејќи во Маврово во тоа време, знаете, сепак бил еден понеразвиен регион и луѓето воопшто од Западна Македонија на школување и на печалба заминуваат во соседните држави, многу често во Белград, каде што бил и неговиот татко. И многу е интересно што татко му сакал Заре да биде поп. Значи, мене тоа беше тоа го раскажа, мораме да кажеме, неговиот син Бодан Лазаревски, кој инаку исто така е обвинител, како што бил и неговиот татко. Значи, тоа е една интересна комбинација. Заре Лазаревски... Многу интересна комбинација, обвинител гради скијачки центар. Тоа сакав да кажам. И тоа е заменик јавен обвинител. Меѓутоа, не знам дали кажавме, Заре Лазаревски е роден Мавровец. Роден Мавровец, таму израснал, најраното детство е таму и веројатно таму е љубовта кон зимските спортови. Скијањето. И така од тука почнува приказката, сакал поп, го запишал дури, одел таму, но на крај нели тој сакал да биде градежник по секоја цена. Но, знаете како беше во социјализмот, особено на почетокот тоа, јас не се сеќавам од раскажувањата на повозрасните, значи не можеш секогаш да студираш баш она што сакаш, туку се прават планови и така на Заре му планска економија и така на Заре му паднало да студира правен факултет.
Тука во тој контекст би сакала да спомнам дека тој е меѓу другото еден од првите криминолози во државата и го има формирано музеот за криминологија прв во бивша социјалистичка федеративна република Југославија. Тоа не било мала работа, тогаш доаѓале дури луѓе од од британски Скотланд Јард, нели, за да погледаат што тоа се случува тука и така натаму. Значи бил еден визионер по сите основи, може да се рече, а секако неговото срце најмногу припаѓало на Маврово и, како што веќе кажавте, изградил се и се што од ништо. 30 години бил навистина целосно посветен, значи од јавното обвинителство со автомобилот свој собствен, трчајки, возејки, нели, до Маврово и назад скоро секој дневно. Така да станува збор за еден интересен лик. Го опишуваат како джентлмен, харизматичен, бил згоден и затоа велат ја земал во тоа време најубавата девојка од генерацијата, тоа е низината мајка Ружа, нели? И мене како некој во тоа, убаво на почетокот спомнавте, дека Мавро во тоа време беше престижен центар. Сега да се вратиме нели повторно на она што во 80-тите години на минатиот век беше хит не само на Балканот, туку и во доаѓаа странци од Европа. Доаѓаа странци, доаѓаа гости кои да дојде, јас тогаш бев млада и бев да речам дел од тие што го сакаа Маврово и одеа и првите нели прв пат ке ски, прв пат во живот сите. Тогаш застанувавме некој порано, некој подоцна. Некој научивме, некој не, јас на пример не сум некој скијач, не сум ни од далеку, од 20 на ски, но како и да е, се случуваше нешто што беше светско, монденско, тренди, што би се рекло денес. А како почнало? Почнало со тоа што мавровчани правеле сами ски. Од дрвца, од даски, од, значи, пред војната. Желбата кај мавровчани постоела да застанат на ски, да нешто направат на тој снег што им го дал природата, на тоа богатство за кое сепак биле свесни, бидејќи од дашчичиња, од импровизирано, со кајшеви ги правеле тие скиите. И така се развило прво спортот скијачки во одење, во трчање со ски и од тука Заре, мислам, меѓу другото ја црпи таа идеја да го развие не само центарот, воопшто идејата му била да го развие скијаштвото во Македонија. Ете, во тоа време било доволно природни убавини, значи Господ не штедел кога дарувал во Маврово, иако прочитав еден запис на Ѓорче Петров, кој рекол дека во Маврово нема услови за земјоделство, бидејќи климатските услови се многу сурови, меѓутоа има услови за туризам. И тие природни убавини биле доволни за еден ентузијаст во ликот и делото на Заре Лазаревски да го направи тоа што го направил, или како што вели Јованка, како негова ќерка, најдов цитат во монографијата, вели само за споредба на почетокот на 60-тите години на 20-тиот век ски центарот Маврово бил на исто ниво како и многу ски центри во Австрија или во Италија, а далеку поразвиен од ски центарот Копаоник во Србија или ски центрите во Бугарија. Доколку продолжил да се развива со истото темпо, денес би имале светски ски центар со што би биле исполнети желбата и визијата на татко ми. И се надоврзувате тука дека тоа, визијата на вашиот татко и желбата, треба да биде поттик и мотив за државата денес или за други ентузијасти да продолжат, да не го запустиме Маврово до крај, односно да не го оставиме на ова ниво, па да не претркуваат ски центрите во соседна Бугарија или во Копаоник. Има еден детаљ таму каде што во една зима од Копаоник, кога имало некој надпревар на скијање во Србија, барале ратраци и друга опрема од Маврово, па сме им позајмувале ние таму за да го зачистат, односно го подготват теренот. Знаете како, Маврово беше на вистина најнапреден центар во тоа време во регионот. Значи, прв на Балканот увезува ски ратрак за тапкање на стазите. Постојано одеше напред, имаше визија како да се развива. Секогаш се обкружуваше со стручни лица, работеше системски и детално посветено, значи немаше никакви импровизации. Кога стануваше збор за изградба, да речеме, на жичарниците, на инфраструктурните проекти, беше обкружен со стручни лица, експерти, инженери, професори од машински, од електро и така натаму. И апсолутно не беше суетен. Во целост доверба на стручните лица. Во крајна линија ние гледаме и дека како резултат на тоа, тие жичарници, тие скилифти, целата инфраструктура е од тоа време и се уште функционира и се уште ја користиме таа инфраструктура. Во однос на оној спортскиот дел,
Има тамо, доколку видовте, да речеме, дел од спортските работници кои што работеле со него во однос на трасирање на ски патеките, во однос на изведување, во однос на организирање на шампионатите, скијачките првенства и така натаму. Значи, он кажуваат и самите, тој не праќаше, вика, надвор да стекнеме искуство, да речеме Гого Попов младиот, вели, ни организираше без пасоши, со список на патници да одиме 1956 година на Олимпијадата во Гротина Дијан Пецо и да стекнеме, вика, да видиме како се одвиваат работите. Некаде 70-тите години се одржува 4-тиот балкански шампионат во Маврово. Ги праќа предходната година спортските работници во Турција, каде што таму се одржува таа година шампионатот, им вели одете, соберете искуство, за да кога ќе дојде, кога ќе организираме следната година тука, да бидеме уште подобри од нив. Така што сето тоа е правено, осмислено, плански, организирано без никакви импровизации и генерално поклонува од доверба на своите соработници, без никаква... Мене ми падна во очи уште еден интересен податок, дека Маврово во тоа време, во времето на поранешна Југославија, бил еден од првите центри скијачки, каде и било организирано ноќно скијање. Да, прв центар. Во 80-тите години. Прв центар. Да, и тамо пишува еден од... Вели гореше бистра таа ноќ. Гореше бистра. Да, навистина тоа во 70-тите, 80-тите години вие организирате ноќно скијање, имаше и ноќни надпревари, ноќна снеговка беше надпреварот на стазата, така да навистина беше авангарда. И тоа што велат, најдобрите ратраци прво ги набавуваше и потоа ги позајмува на Копоник, исто така за Олимпијадата во Сараево во 1984 година. Зареа предводеше и делегацијата од Македонија во Олимпијадата во Сараево. Така што за тоа време на вистина бевме авангарда и напред и можевме да бидеме уште повеќе, да продолжеше да се развива со тоа темпо. Ми се допадна еден дел од монографијата што е на ниво на анекдота за фазите од изградбата. Претежно се работело во зимски услови, иако градежна сезона не е зимата. Меѓутоа, како што објаснува таму еден од сведоците, односно луѓето кои ги даваат сведоштата за Заре Лазаревски, вели, тогаш собиравме пари, ќе дојде, чекавме одредена сума пари за да се платат работите и да почне, и во една пригода отишле кај Артур Допелмаер, собственикот на менаџерната австријска компанија која ги гради жичниците, нели? И тој рекол, немаме веќе луѓе за во Маврово, само во зимски услови работите, зошто толку само во зима? Да, точно е тоа така. Не знам дали знаете, дали сте виделе за фирмата Допелмаер. Допелмаер е еден гигант, кој што ако отворите денеска да видите каде се гради жичници. Гради жичници, не само жичници, гондоли, лифтови и така натаму. Тоа е еден невиден гигант, еден од главните производители на таква опрема. Од каде што ги набавуваше татко ми жичарите практично за и се што е жичниците и ски лифтите се всушност на Артур Допелмаер, на фирмата Допелмаер. И потоа стана и лични пријатели со татко ми. Артур доаѓаше во Скопје, доаѓаше кај нас на вечера. Секогаш му беа отворени вратите и секогаш имаше, мислам, посебен однос кон татко ми и кон Маврово. И затоа и вели, секогаш прво излегувал во пресрет на Заре и на скијачкиот центар. Да, и согласни сме како луѓе дека нема ништо подобро од можноста човек или потенцијалот еден човек да направи нешто трајно за својот роден крај. И тоа е она со кое Заре Лазаревски го задолжил Маврово и Македонија, а нема пак ништо побаво е за вас како потомци, како семејство негово, да направите нешто во сеќавање на неговиот лик и дело. Меѓутоа, дали ова сметате дека оваа монографија ќе инспирира некого во земјава, ќе биде потик? Мене навистина ми е криво за сите тие реки туристи кои во зимските месеци чекаат по граници, па и јас, впрочем, се одиме во Бугарија, во Србија, на други места, кои каде може и каде милува, наместо да се скијаме на нашето Маврово. Знаете како, јас би сакала да е така. Морам да
кажам искрено дека сум доста скептична, затоа што знам како многу нешта поминале во нашата држава, пак ќе речам за жал. Навистина би ми било и не само мене драго, туку сметам дека би било многу значајно и важно да се продолжи тоа што Заре го направил, токму од ова што го говоревте и Јованка и вие, ти или како колега. Пазете, во тоа време, значи, Маврово беше навистина центар, она што го зборувавме. Мене ми доаѓаа гости од Америка, од Њујорк, јас ги носе во Маврово. Од Париз, од Франција ги носиш во Маврово. Охрид и Маврово, главни места каде што имаш нешто да покажеш, да се пофалиш, да истакнеш еве каде сме, што сме во регионот, како убава природа и убаво организирани туристички центри имаме. Денеска, за жал, и едното и другото се од различни причини и на некој начин, не можам да речам урнисан и претежок збор би бил, но Маврово е по мене, според мене, запоставено целосно, иако има некои индивидуални приватни градби така натаму, но има и многу диви градби, да не навлегуваме во тоа. А Охрид па има други проблеми, прво немаш пат да дојдеш до него како што треба и така натаму. Но знаете, во тоа време, значи, луѓето граделе за да се гради, да се надградува. Сега подобро да не кажам што сметам дека како тоа све функционира, но се надевам, пак ќе речам дека ова некако ќе биде некому ќе му кликне, па чекај да рече луѓе што правиме навистина со Маврово, зошто сите да бегаат во соседниве држави и подалеку, нели Италија, Франција, кој како веќе има можности, Бугарија ја преплавивме и Србија исто така. Сакам да се навратам и на она што го говоревте околу како се градело во зима, тешко. Меѓу другите, во монографијата правев интервјуи со мојот чичко Јован Миронски, кој инаку е автор на Бачилото, кој е најпознатиот објект во Маврово до ден денеска. И тој раскажува како Заре дошол кај него, во тоа време он работел во Црвена звезда, една фирма, и му рекол: Јоване, да направиме нешто што ќе биде трајно, некој нели ресторанче, нешто, ама така замислено како Бачило. И тој го имал идеја и да има таму и споменик за борците од Народно-ослободителната борба, бидејќи Заре бил активен во неа многу, од 17 години како нели почнал. Партизан. Учествувал во февруарскиот поход, да се разбереме, тоа не е мала работа и за него раскажувал и носител на партизанска споменици. И носител на партизански споменици, на многу ордени и награди и признанија. И сега што ми раскажува чичко ми Јован, кој е архитект инаку, нели, како го правеле и го граделе. Па тоа беше, вика, од денешни услови, нели, научна фантастика. Се рачно се носело. Тоа Бачило тој ден денеска е тој, нели, престижен објект на вториот ски, на крајот од ски лифтот, тука на крајот од едноседешницата. Да, од едноседешницата. И тука се собиравме сите и тогаш и денес, нели, како центар, па Бодани, братучет му Живко бе едно време диџеј, значи тука беше главното собиралиште на млади и на се, објектот сам по себе е прво страшно интересен, бидејќи е нели во круг правен целиот, за да имаш поглед на сите страни на планината Бистра и на езерото Маврово, а од друга страна, значи, се работело рачно, макотрпно, во зима, она што го рековте. Гредите се ставале паралелно на жичниците на двоседешницата, па ги врзувале. Значи, немало никаква механизација. Значи, тие работници и луѓе што работеле таму, требало некој да ги мотивира. Значи, зошто тие пешки за мали финансиски надокнади во тоа време, или на дневници, како веќе биле, кој платен, кој не платен, волонтерски, се убивале од работа, од утро до мрак, значи имале желба, ама некој ги водел. Значи го почитувале тој некој, тој во случајов бил, нели, Заре Лазаревски. Го спомнавте вие Живко Груевски, еден од подалечните, односно еден од роднините на Заре Лазаревски, кој има свое сведоштво во монографијата и каде вели еден вид на типичен социјалистички предприемач, односно модерен социјалистички предприемач, човек кој е благодарение на своето влијание во општеството во тоа време, со јавувања, со станоци, со лични заложби, кај сите директори на сите поголеми градежни фирми. Може ли да се надоврзам? Значи, сакам да кажам, почнува на овој начин, меѓутоа како се гради центарот и како луѓето гледаат дека тамо нешто има приказна, тамо нешто се случува навистина добро, почнуваат се повеќе и повеќе да влијат. И веќе во 1979 година се гради двоседешницата, меѓутоа се гради на еден фасцинантен начин, спектакуларен начин за тоа време. Значи, Заре успева од генералштабот на тогашната Југословенска народна армија од Белград
да обезбеди воен хеликоптер, кој што ќе учествува во поставувањето на столбовите на двоседешницата. И замислете, во тоа време на такви стрмни терени, со тој хеликоптер во релативно тешки зимски услови успеваат за 2 до 3 дена да ги постават столбовите на двоседешницата. Тоа беше невидена среќа, згора на тоа во тогашната радиотелевизија Скопје го снима тоа и се емитира и беше навистина спектакл за пред 45 години да успеете така да организирате и за таков краток временски период да направите втората жичница. При крајот на разговорот би сакал да ве прашам уште каков родител беше Заре Лазаревски, бидејќи бил многу зафатен човек, ете успешен во свое време. Имаше ли време за семејството? Беше ли строг? Знаете како, баш сега кога размислувам и од перспектива на ќерка, не беше строг, беше смирен, не повишуваше тон, многу ретко повишуваше тон, меѓутоа кажуваше само еднаш. Ако да речеме треба да ме разбуди да одам на факултет, доаѓаш и ме будеше само еднаш. Ако не станам, тоа е мој проблем, јас ќе задоцнам на факултет. Генерално беше смирен, трпелив, не влегуваше во конфликт и она што е многу важно, имаше трпение и ги сослушуваше луѓето, ги сослушуваше нивните аргументи, нешто што е денеска да речеме реткост. И умееше да процени што е тоа што е добро, што може да оди да се примени, да оди понатаму и така. Инаку како родител беше смирен. Кога беше, да речеме, кога работите течеа во Маврово се под конец, дури можевме да ќариме нешто дополнително плюс. Меѓутоа успеваше. А тука секако беше и мајка ми која што не го носеше и теретот, поголемиот дел од теретот на семејните обврски. Јованка Јасминка, ви благодарам многу за гостувањето во утринската. Ви посакувам успешен настан задутре на промоцијата на монографијата во Воденица во 20 часот за сите што не гледа и ги инспириравме, а ви посакувам со оваа монографија и со целиот настан и со ликот на и делото на Заре Лазаревски да инспирираме и други поединци или институции. Државата, да. Не само од Маврово, имаме други потенцијали, можеби визијата за Маврово била да се инвестира во летен туризам, во оној алтернативен туризам. Маврово е идеално и за летни и за летните месеци. Продолжуваше, направи спортска сала, фудбалски терени, да кажеме. Приказната заслужува да продолжи. Апсолутно да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам. Благодариме.